Добро утро и од мене во Слободен печат. Топло време во април, сега дождови. Наезда на крлеши. Колку од нив завршуваат кај домашните миленици, а колку се закачуваат кај луѓе. Според информации на Слободен печат, изминатиот викенд на високите температури по амбулантите и на клинички центар имало наезда на луѓе кои што имаат закачени крлеши. Утрово за крлежите, меѓутоа и за болестите кај животните, за немањето на гробница за домашни животни, но и за хотелите за домашни животни ќе позборуваме со доктор Жарко Радовиќ од приватната ветеринарна амбуланта Пет Вет. Жарко, добро утро. Ќе ти се обраќам на Жарко, бидејќи сите те знаат и по градов како доктор Жарко. Така да мене и презимето не ми беше, мислам, несвојствено ми е да те најавам како Радовиќ. Најпрво, добро утро, еве, и најавив дел од темите на кои што ќе дискутираме, најпрво околу наездата на крлежи и топло време во април, не секојдневно за ова време од годината, меѓутоа еве сега и дождови. Така, да. Како стоиме на оваа тема? Најпрво, каква е вашата, сигурно и вие по домашните миленици гледате дека има наезда на крлежи и што да правиме, еве, како љубители на животни? Па, дефинитивно крлежите не зависат од календарот, него од времето. И тогаш кога као и сега, кога ќе биде чудно времето, еднаш имавме у февруари, пред добри 12-13 години, имаше еден февруари со 18, 20, 22, и тогаш крлежите нормално немаат календари, него се водат според времето. И така да и ова сега се должи на токму на чудно високите температури и крлежите кои што презимиле, така им е биолошкиот циклус, сега го бараат првиот домаќин и веројатно тоа топло време ги измамува и луѓето, а нормално и милениците. Затоа да се надоврзам што рековте дека и кај луѓето има голема инциденца, значи кај домашните миленици тоа е стар проблем и секогаш го имало и многу, меѓутоа се и кај луѓето прилично често, што ме радува многу, почнуваат све поише и поише луѓе да излегуваат у природа и да се дружат. Тоа ги носи еве овие ризици, меѓутоа не е тоа ризик заради кој што треба да се откажеме од излегувањето у природа. Инаку милениците нормално тоа постои како проблем, како заедничко живење, затоа што тоа се паразити кои што зависат од нашите миленици и они се борат за свој живот, меѓутоа нормално опасни се и као такви треба да се бориме против нив. Во секој случај инциденцата е сега зголемена у овој период, меѓутоа колку поише го спремни го дочекаме овој прв момент и уништиме што поголем број на овие веќе намален десеткувани паразити, значи по број, толку помалку ќе имаме втор бран и понатаму следната година помал број и така натаму. Заради тоа е многу битно, барем ние животни кои што можеме да влијаеме, а тоа се домашните миленици, значи да бидат заштитени и тоа да бидат заштитени континуирано со нагласок на овој сега момент. Бидејќи се збориме само за крлежите, претежно препаратите се и за крлежи и за болви. И за болви, да. Болвите се 4 сезони, значи нив ги има и зиме и лете со и нив би ги имало помалку кога не би биле они поише врзани со хабитатот наш, значи со паразитирањето на животното и со тоа што животното спие на топло сега и особено тие наши домашни миленици секогаш на топло, мислам се чудат луѓе зашто им паѓаат влакна. Како не им паѓаат влакна, зима не осеќаат. Мислам они се и лете и зиме како и ние на да. Така да, значи, треба заради болвите да се иде со заштита и зиме, а тоа ми е исто тешко прашање. Кога да ставиме сега крлежи? Доаѓаат? Не знам. Баш заради ово што не знаеме кога ќе биде топло. Во принцип, сите од 6 до 8 месеци ремчињата траат. Ајде малку околу тоа ваша препорака. Дали е подобро да се оди со ампула, таблета или ременче? И тоа е едно прашање. Знаете, свеедно. Битно е да се оди со нешто и да се оди редовно. Тоа е најбитното. Инаку ова друго се само облици кои што имаат некои своји предности, некои своји, ајде да речеме, мани, али углавном битно е да се употребуваат. Тоа е најбитно и да се употребуваат редовно. Мислам, секогаш им кажам луѓе да запишуваат, тоа што не е исто ако се закасни 15 на дена да внимаваат ако се користат ампули, оној моментот да не се бањаат со шампон кучињата во период да го синхронизираат и бањањето на животните заедно со ставањето на заштитата. А што се однесува до оралните, тоа се најновите, најмодерните.
не сум претерано сложен, али не е тоа општо мислење, него тоа е лично мое, као да нешто системски се земе за да после тоа излегува низ кожата. За сега стварно не сум слушнал, односно Нус појави некој за тоа зборувам? Појави, да. Потенцијални, али као систем некако секогаш тоа го објаснувам многу пати во амбуланта. Порадо би се намачкал со лосион за да не ме гризат комарци у дојран, него што би испил апче за да не ме касаат комарци. Да. Така да тоа е еден принцип, али не мора да е точно, тоа е само мое лично мислење. А околу каивчињата околу врат, какво е вашето искуство? Бидејќи 6 до 8 месеци пишува барем на повеќето од нив. Сега да речеме, значи и каивчиња постојат различити. Некои каивчиња има само принцип репелент, не би рекол дека тие баш нешто многу вршат работа. Меѓутоа, пак подобро е дури тоа да се има него да се нема ништо. 100% заштита исто така не постои. Мислам, најсовременото, најскапото, најдоброто, повторно можеме при голема инфестација да имаме гризнување. Многу од нив и делуваат на принцип на тој. Некои имаат и репелентно дејство, некои имаат само цидно дејство, значи само ги убиваат. И за да ги убијат тие мора кралежот или да се закачи, па при првото цицање на крв да се затруе и да угине и после најчесто останува да виси. Болвите исто така, мора да гризнат. Оние што имаат репелентно дејство најчесто делуваат и на една друга палета на паразити кои што исто така се опасни за домашните миленици бидејќи пренесуваат одредени болести. Тоа се овие песочните мушички и комарците. Значи, некои дури делуваат и на шугарецот. Така да, значи, треба да се избере што ни е најбитно. Од собственикот практично зависи што му е најпрактично. Што ако домашниот миленик и покри употребата на сите заштитни средства закачи крлеш или се појават болви кај него? Дали веднаш се вика ветеринар или бидејќи најчесто луѓето и сами ги вадат, па се посебно кај понежните раси, зборувам кај бишони, малтезери, пудли, се појавуваат ранички. Да. Ваша препорака? Ако збориме за крлежите, значи отстранувањето на крлежот е препорачливо. Штом ќе го видиме, подобро е да го отстраниме, него да чекаме хемијата да направи своја, односно заштитата која што имаме, бидејќи крлежот сам по себе, е опасен у смисла на тоа што цица крв, што одзима дел, што ако е силна инвазијата, дури може да предизвика и анемија, многу почесто од плунката на крлежот да предизвика една таа тик парализа, тоа е многу ретко да има таква инвазија кај животот. Меѓутоа, опасноста кај крлежите е преносот на болестите. Многу голем број на болести, значи на второ место се после комарците, според опасноста за животот и на луѓето и на животните, според тоа колку они различити болести пренесуваат. Заради тоа сакаме што пократко крлежот да остане на телото на миленикот, а нормално и кај човекот. Значи препорачливо е отстранувањето, внимание за отстранување, значи да не се третира со никаква хемија, да не се мачка со алкохол или не знам што. Дури и со цигари препорачуваат вадење, така да ова се, препорачливо од еден аспект, значи можеби нешто во отстранувањето и би било полесно. Меѓутоа не ќе да го љутиме крлежот. И крлежот си има своје, а начинот на неговото пренесување со регургитација, односно со враќање на дел од содржината, така да не ќе на крлежот да му се слоши. Тоа е боле да го фатиме на изненадување и да го отстраниме. А за начините на отстранување, лично мислам ако немаме ништо, најдобро е по светот има многу различни пинцети, али прво да кажам, чупалици не. Чупалката, не е пинцета, тоа сакав да кажам. Бидејќи чупалката не е прво пинцета, тоа, али влакното е многу пожило во него самиот крлеж, така да со самата желба ние да го отстраниме и да го фатиме крлежот, многу лесно го прецвикуваме, односно го прекинуваме. Останува главата и носот. И останува главата. Не е ни тоа крај света, мислам, само оставаме еднострано тело кое што сме можеле да го извадиме. Тоа пак организмот ќе има реакција и полека зависно од големината и длабочината на влезеноста на крлежот, тој дел ќе испадне, али е компликација на целиот процес. Подобро е тоа што е можно поправилно. Долго време јас убеден бев дека треба да се ротираат. Сега гледам дека викаат само влечи нагоре. И на овој и на оној начин излегуваат. Али, значи, добро е да се користи пинцета која што не притиска, значи која што е со федерче, тоа се оние пластични пинцети. Има едни убави срповидни инструментчиња кои што го зафаќаат крлежот вака баш као помеѓу два прста пластично делче, го зафаќаат крлежот и онда може да се ротира или влече. Зависи која ќе ја послушаме од овие препораките што се менуваат.
И дури, еве да речеме, ако е доволно голем крлежот, само ногти не, значи крлежот, штипање на кожата, експонирање на крлежот, што е можно поише, тргање на влакна да фатиме што е можно почисто, што поблиску до кожата да се фати, да се заротира пак. Тоа ми е мене навика, јас сум old school. Да, и може да се извади. повлече внутра, го пуштаме после, лази крлежот. Не треба да се плашиме дека крлежите нешто ќе не гризнат или да му треба време на него за да он најде идеална место и средина. како што да. Така да не е никаков проблем. И после тоа многу битно исто грешка е, особено кој ние среде лето или бој, сега уствари знаат да оние големи женки кои што ќе се нацицаат добро и ќе ја видиме, ќе ја страниме и онда прва работа на земја изгазнија. Потенцијално ги расшируваме тие јадници јајца на тој начин, иако не се породила кутрата крлежица, не ги положила јајцата, меѓутоа пак они доаѓаат у надворешна средина и можеме да така припомогнеме да се расшири, а да не збориме пак и за можните болести, заболувања. Значи, одстранувањето на крлежот после тоа може или алкохол да се стави, па да се фрли со цел да се дезинфикува, затоа што, како што реков, крлежите се преносници на одредени заболувања. Сега на оштетена кожа би можело на тој начин и да, ако го пукнеме со прсти, јас кажувам за со прстите можда ракавици треба да се користат. Јас сум old school, никад не сум користел за тоа ракавица. Никад дете не сум, многу пати сум вадел. Ето, исправно гледано, може би треба и од тоа да се заштитиме, бидејќи сепак тоа е вектор, не дека крлежот ќе ни направи нешто, него заради тоа што може да е носител на некој патоген. Кај луѓето е преносител на лајмска болест. Сите некако, кога веќе имаат закачено крлеж, превентивно кај дел се вади и дел од доколку се случи нели да се закачи крлеж, вела дека хируршки треба да се отстрани. Меѓутоа, многу од докторите го прават рутински, како кај животните, така и кај луѓето, и се чека еден одреден период. Ајде да го оставиме тој медицинскиот дел за луѓето на страна. Кажете ми како да ги спремиме домашните миленици, бидејќи еве пролете, април месец, некако сегде по ветеринарните амбуланти и по пет шоповите се бараат средства за заштита за надворешни и внатрешни паразити. Што треба да направиме за да имаме едно здраво милениче дома? Па што се несува до лајмската, бидејќи спомнато е зооноз, значи и кај животните ја има, али има уште една цела палета на заболувања. Добро, народски веќе да, кога ќе се каже крлеж, сите се заштитуваат од лајмска болест, некако и се плашат практично. Така, да. Значи нема нешто, некаква превентива, па дури ете, како што спомнавте и кај луѓе, нема превентивно пиење, не знам, на антибиотици за лајмска болест, за причинителот, затоа што би било премногу. Него, да се трудиме да што помалку животните зафатат, а тоа е со превентивното ставање. Контрола, кога ќе се вратиме дома и онака го галиме куќето, го бришеме, го правиме, мислам, зависно од крзно како има, некаде полесно, некогаш потешко. Ете, познавање на местата каде што крлежите најчесто се зафаќаат, тоа се нешто помеки делови и нешто поекспонирани у смисла на тоа што занимливо е тоа, можеби крлежот секогаш кога ќе му дое време за јадење, они идат нагоре. Сега ако го пуштиме тука полека ќе дое и на крај ќе заврши горе ќорсокак, али тоа у природата не е ќорсокак, бидејќи местата каде што се настануваат е просторот уствари повисока трева, грмушка и тука седи и чека, бидејќи не може да го брка животното, него кога ќе помине животното, тогаш се качува, а се закачува баги покасно, онда бира место, па мигрира по телото. Меѓутоа, секогаш треба да внимаваме на тој момент дека муцката е првото што доаѓа, а плюс има на околу устата, околу на главата нешто потенка кожа која што полесно се пробива. После тоа да речеме помеѓу шепите исто така, ниска трева, полесно име на крлежите, а тука е пак мека кожа. Пазувите околу скротумот, абдоменот, тука значи претежно да побараме, бидејќи и они бараат места кои што не се баш со густо крзно. Многу потешко ќе биде по грбот, не дека нема, меѓутоа многу поретко се дешава тоа. Така да при оваа инспекција кога се враќаме надвор со заштитеното куќе и ете, внимаваме и на моментот, значи добро е да се прегледа куќето и доколку најдеме сега, тука и тој момент е да се размота каде сме го шетале и евентуално каде може да биде местото па да го избегаваме тоа. Бидејќи тоа е дел од тоа како да го спречиме. Иначе веќе фатило куќето крлеж,
Нема нешто сега да превзимаме за да не ни се разболи од ова или од ова или од ова, него едноставно сме свесни само на тоа. И ако нешто се деси после одреден период за некоја од тие болести, да можеме да му кажеме на ветеринарот, еве, имаше крлеж, па евентуално да го превземе, да. Па се прават тестови тогаш и едно друго. Вечниот мит деца и домашни миленици. Колку е препорачливо? Дали сте за лично како лекар? Колку позитивно влијаат на нивниот развој и дали има некоја раса која препорачувате еве лично? Тргав јас стално од свој пример. Прво земав кучка, па жена, па деца, па после тоа отиде кучката. За жал, нормално се клинците не се клинци, него се големи магариња. Возрастни, он има сега кучки, јас се 20 изборив сега за да земам мачка дома, бидејќи жена ми никад не сакаше, али мислам целата се омажи за ветеринар. Една борба е тоа, да. Углавном мислам дека животните општо земено, а кучињата најмногу бидејќи најголема е интеракцијата со нив, значи прават и прва работа ете да трнеме за самото дете чувство на одговорност, миленик, дружба, исти се у главата, мислам, одлични се за така. Да тргнеме од биолошкиот момент или не знам некакво челичење на тој имунитет, децава не треба да ги држиме, мислам, тоа беше бољката, мојата прва кучка која што дојде прва во мојот живот пред целата фамилија после, беше далматинка која што многу влак напушташ. Али тоа иде едно со друго. Сега нема тука може едино тоа да ни влијае некој избор што спомнавте второто. Значи која раса не е обавезно тоа да биде баш некоја голема раса доколку живееме, значи треба да биде адекватно за да и кучето има свој простор. Да не пати и кучето, да не патиме и ние, се можеме ние земеме и хрт еден да чуваме у двособен стан, ама секој ден со него по 1-2 сати требаме да истепуваме 10 километара. Нормално популарни и полесни се овие сега патуљастите раси, меѓутоа и тука не би препорачувал на идење на премало, ние као луѓе сме склони на претерување. Се што е минијатурно, така да популарна е последната раса што се рашири секаде по светот. Да, померанците, значи кои што ете и кај нив има сосема нормални кучиња од 7-8 кг, не ги ценат уопште. Тоа е германски шпиц, али померанец, па онда уште да е 2,5 кг, 2 да е, још боле. Мислам, не викам дека тоа е лошо, али таквите кучиња едноставно е психологија, душа на куче заробено нешто премало, според мене. И, не знам, посклони се на сите ствари, бидејќи тоа се сепак генетски... Да, измутирани, вештачки раси добиени. Као Шварценегер и Девито, ова е отпадокот, а не најдоброто. За нас е сепак веројатно најдобро, зависи за кого. Околу сместувањето на домашните миленици. Еден период по некаде пред ковидот се отворија неколку хотели за домашни миленици. Така. Каква е сега состојбата? Има ли конкуренција тука? Што се нуди? Има ли соодветни цени? Има ли работа? Бидејќи малтане во секоја куќа има домашен миленик. Да, тоа е бидно стварно нешто што се разви страшно брзо. И ја не знам точно како одеднаш на луѓето од она баба сервис, дедо сервис, што беше и ние и мачката. Да, мораше некој да остане дома за да ја чува. Така, да. Меѓутоа, тоа е, ајде да речеме, еден тренд светски, дека тоа као такво е неопходно. Се што се несува до понудите, има многу различити. И сега зависно од тоа колку индивидуална нега или баш домашно чување му се пружа на кучето или некое малце помасовно дружба едно друго и колку се внимава тама сега затоа што едно купче кучиња на мал простор, многу се чести конфликтите, особено кај нас, бидејќи се уште не ни е доволно развиена таа, ајде да речеме, навика да женките и знаат луѓе почесто да ги стерилизираат, меѓутоа мажијаците скоро воопшто. Сега тука тој момент од една страна ја и кога им дали да се кастрира мажјаков, дали тоа е боле за неговото здравје. Не. Мислам, не е ни полошо, не е ни подобро. Едино можда еден мал сегмент, нели она што и ние човечките мажи, а и мажијаците кај кучињата, што патиме простатата и тој момент, значи дефинитивно се превенира на тој начин. Меѓутоа една друга работа се превенира у голема мера, тоа е проблемите у однесувањето.
У секој кучешки парк кога се дојде, прва работа што ќе дојде некој со мажијак треба да види дали има други мажијаци, дали они се кастрирани, дали да значи мажијаците се мажијаци у секој вид и род и посклони се на конфликти и на проблеми и надоврзано на тоа и у хотеливе која има нормално заедничка дружба и сите тие ствари се дешаваат и повреди. Затоа у однос на тоа веројатно колку некој поискусен работи таму или колку некој внимава на тоа дали ќе се повредат, нема се повредат, кој со кого се шета, како се шета. Така и таа различитост у понудата. Ама мислам тоа е нешто што се развива, ја мислам дека се уште ни законски не е регулирано законски, тоа ми беше следното прашање. Законска основа нема за такво нешто. Пребрзо и како ги сместуваат, мислам како се регистрираат тие? Тоа се пансиони за кучиња или се некакви организации, Мислам дека као хотели не може. Единствено може значи по прашање на условите нема некоја регулатива, како треба да изгледа еден пансион за кучиња. Да. Така да не би рекол, значи нема нешто терк по кој што треба да го исполни и за да биде. Тоа и понатаму, значи треба едино да биде нели она тие услови да се постават, да се види како е тоа регулирано по некои други земји, или претежно ние така ќе искористиме искуствата, искуства, така така да тоа веројатно ќе се случи у наредниот период, па тогаш ќе се прилагодува тоа. А што се однесува до понудата, значи она секогаш ќе зависи од тоа како тој некој си ја работи работата и она што као сопственик на куќа ние ќе го бираме каде и како да. Околу уличните кучиња со Лајка Слободен печат имаше една акција на вдомување, успешно заврши, се уште трае. Така да. Меѓутоа на последната средба со директорката на Лајка им добивме информација дека во моментов на улиците на Скопје има над 5000 улични кучиња. Тоа е сериозна бројка, од кои што само 2500 се стерилизирани. Како ве прашувам, значи како ветеринар, експерт во вашата област, што тука со уличните кучиња, како тука можеме да се бориме со сите болести кои што ги носат и има ли начин ова некако да се реши, бидејќи јас мислам дека Македонија, конкретно Скопје, е град со најмногу улични кучиња по глава на жител. Дефинитивно, мислам има тука сега сегменти нели светот го решил тоа. Ама ние не сме за еутаназија, така да тука мислам дека е најголемиот проблем. Јасно, не е ни неопходна еутаназијата, меѓутоа темелито и брзо решавање на проблемот е неопходно, затоа што секој промашај, да речеме, на секој 10 кучки стерилизирани, ајде да речеме нака годинава, ако е промашена една, до година веќе сме го изгубиле овој трудот од оваа година. А нормално, јас не сум за еутаназијата, бидејќи на некој начин пак не е решение на проблемот, нема да се, бидејќи и оние не еутаназираните, особено оние кои што имаат па и малски љубители кои што си ги хранат и си ги чуваат и тоа е супер. Мада мора да приметам дека секако што така малски си ги чуваат, многу се дебели кучките. Сите ги хранат. Сите ги хранат, нема ред и нема на кого да му се каже помалце дајте му ово. Мислам тоа е стално се некои мрзливи лежат, уживаат. Углавном, значи сега тоа би требало да биде некаква пак координирана, организирана акција, плюс има сега тука и има слушано и тоа повремено од општина у општина си пуштаат. Да, се носат најчесто од приградските општини во центарот на градот. Најбитната работа тоа е придонесот на оние нечии кучиња, ама кои што не се згрижени на некој начин. Според мене, прва работа би било тоа за систематизација, односно за системско решение некакво, тоа би било да одлично имаше еден период кога баш за да се популаризира, значи обележување и секое куче да се знае чиво е. Така. И откако се знае чиво, тоа е првиот чекор. Чипирањето зборуваме, така. Да, меѓутоа имаме друг проблем, се наоѓа куче на улица, го наоѓаат собственикот кој е, меѓутоа нема адреса. Значи, тука проблемот е веројатно во... Не би смело, адреса мораме да убациме. Да, меѓутоа веројатно системот затајува некаде. Не знам, ние имаме тоа еден ветеринарен информатички систем. Да, сега таму, значи, матичен број морам да внесам и адреса морам. Телефон не морам,
али ја стално кога ми доаѓаат луѓе, ја им викам телефон сега, али викам ако имате уште некој што ви е стален, затоа што кучево ќе трае дај Боже 15 па и поише, да не ви се смени телефонот, па да има можност, зашто јас сум доаѓал така пред 4-5 дена еден многу убав Стафорд на водно го најдовме, нема телефон. Па жената после тоа отиде на адресата, па мислам некако го најде пресречна, приказна, многу убаво, да. Али углавном, значи, адресата би требало да биде. Се едини проблем кај нас е со адресите и со, нели, пола нас не живее на местото кај што е пишано. Тоа знае да биде проблем, али ете некако онда се трудиме со колегата кој што го аплицирал чипот, пак се јавиме кај него, па они најчесто сите имаме некои интерни системи, пак ќе го најде според чипот, па да види кај него. Таму упишуваме поише и телефони и све, некако така да се изнајде. Ама мобетот беше значи да што поголем зафат има на обележани животни и тогаш онаа мерка што мислам дека би требало да ја примена, тоа веќе применета, не е измислување топла вода, се плаќа данок за куче. Односно, ако е стерилизирано и кастрирано, нема данок, а ако има, у тој случај, не знам, 100 евра годишно и тие 100 евра, ако тој некој баш сака да ги дава, али да се спроведува на вистина, не само да се доведе. Имаме закони, меѓутоа не ги спроведуваме. Иначе тогаш мислам дека би бил стимулиран секој да едноставно го стерилизира и кастрира, и тогаш ќе има и помирни дог паркови, тогаш ќе имаме далеку помалку вака диви парења и пуштени кутриња кои што би го проблемот би го зголемиле, а и дефинитивно овие не здруженијева, лајка не е сега здружение, него е комунално вако, кој што е супер, мислам, водено од здружение и добра синергија, бидејќи стално имаше проблем помеѓу двете ствари. Сега мислам дека функционира баш окей, мислам, многу ми е драго што бете љубители дојде, што све некако се работи као што би требало. Да, јас мислам, само им фалат капацитети, пари, општините не плаќаат, така да оставени се само на град Скопје. Не, тоа е проблем. Да, голем проблем и на активисти и на добри луѓе. Ајде за крај на разговоров околу гробиштата за домашни миленици. Скопје нема такво нешто, нема ниту некаква иницијатива дека наскоро ќе добие. Каде е проблемот, што се прави со домашните миленици, каде завршуваат, бидејќи се најчесто дел од семејство. Имаме ли начин да го решиме некако проблемот? Сигурно постои начин, меѓутоа ние нема, можеме да го решиме. Јас и вие сигурно нема да го решиме проблемот, него можеме само да позборуваме на тема. Значи, едно искуство имам кое што од 2001 година, мислам, кога ми донесе еден бобтейл и ние рековме младен, тазе отворени, една друга, сега идеме и бараме јамата гробница, каде, пак зборувам, информација ми пред 24 години, 23, али отидовме пред Дрисла, па десно се врти, па едно момче на магаре не упати дека уште малце треба пешака да идеме ние со кесата, со куќата на грб, пошто не идеше кола таму. Тоа го најдовме една остаток од јама гробница со лешови од не од кучиња, него од овци и крави, што ја знам што. Углавном, значи, не знам како е сега, може би постојат функционални јами гробници, да не, ова едно искуство го кажав, ете како беше кога еднаш тргнав по тоа и од тогаш мојот совет е кај луѓе, имате ли негде некоја своја земјичка за да не ве бркаат по водно некоја викендица, и тоа е нелегално. Меѓутоа е пак едини начин за тоа што нема начин каде да заврши лешот на крај. Да. Мојата една е у Идризово на викендицата кај мама и тато. Мачката е на у другата викендица. Мислам, сигурен сум тоа не е оној вистинскиот начин, меѓутоа овде може да улета, али пак и тоа не знам тачно легислатива е потребна. Некој да каже, имам јас сега 2000 квадрати земја некаде, да го суреди, веројатно може да биде добар економски потфат. Тоа да биде простор каде што за одредена сума пари приватно ќе се закопува. Меѓутоа и тоа не сум сигурен дали и како. Не сум прочитала за мој бидејќи нема легислатива. Дека имаме ние легислатива за такво нешто. Тоа е проблемот, некој да се зафати со тоа, да речеме сега некој се зафати па да ги потера да променат, односно да убацат некаква легислатива, али тоа не знам како и кога, бидејќи тоа закопување треба биде на одбрано земјиште, одседно, можно да не загадува води, текови да нема, не знам сега како се проценува тоа, али углавном потребно е да биде тоа, така, на некој начин избрано земјиште. Верувам дека тоа би можело да профункционира.
Ама за сега нити некој толку валјда се загнал да го отвори, а особено па потешко е да се потера апаратот, да речеме, да тоа на некој начин го реши. Иначе веројатно постои решение, пак постојат некои јавни гробници или ветеринарен инспектор одреди кога има еутаназија на говеда или на свињи при одредени болести. Тоа веројатно завршува во депони. Да. Депонија, односно простор каде што ќе одреди ветеринариот инспектор, овде може да се копа, овде багерите се викаат и онда се, што ја знам, се дезинфикува одозгора и се закопуваат. Се тоа не е начин како би сакале ние нашите миленици да ги правиме. завршат. Доктор Жарко, уште еднаш ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека на гледачите им дадовме одговор на голем дел од прашањата, посебно сега на пролет. Се надевам исто така дека и Скопјани, па и цела Македонија наскоро ќе добие барем иницијатива за отварање на гробишта за нивните домашни миленици. Би било дефинитивно добро, да. Така. Уште еднаш благодарам за гостувањето. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Следете не на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на Дневниот вестник. Ви благодарам.